Нов кластер или финансиска помош за граѓаните. Претенниците се скара околу престојниот викенд без ДДВ. Собранието конечно го изгласа законот. Опозицијата обвини дека во услови кога секојдневно растат бројките на новозаболени од COVID-19, владата со оваа одлука ќе креира нов кластер од 10 до 12 октомври. Да не ги туркаме луѓето, да не ги бркаме од рестораните, ама да ги туркаме сега во моловите и продавниците. Да не се соочиме со кластер ДДВ. Власта се правда. Министерот Филипче вчера рече дека бројот на заболени немало нагло да се зголеми викендов, затоа што сите продавници имале протоколи. Немало да се дозволува влез на оние што нема да ги почитуваат. УЈП упати апел за поголема свест кај граѓаните престојниот викенд. Трговците се обврзани практично да ги имплементираат, односно спроведуваат овие протоколи. Дополнително опозицијата смета дека мерката ќе биде само делумно успешна. Голем број на трговци ќе се решиле да ги зголемат цените, бидејќи знаат дека граѓаните потоа ќе добијат целосен поврат на ДДВ од 5 или 18% од вредноста на купените стоки и услуги. Прво што требаше да направите, ако овака предвидувавте да имаме враќање поврат на ДДВ за техничката роба, требаше да се замрзнат според нас цените, како што се направи тоа со прехранбените продукти кога почна короната, и сметам дека и овој пат требаше да се замрзнат. Ќе дојдеме у ситуација она што се продавало за 15.000 денари, утре да се продава за 29.999. УЈП засега нема сознанија дека продавачите ги покачиле цените. За санкција задолжена пазарната инспекција. Што се однесува до утврдувањето на цените на производите кои се предмет на проектот Мој ДДВ, во секој случај е во надлежност на пазарната инспекција. Мислам дека активностите се координирани и тие ќе бидат на терен во смисол на сузбивање на евентуалните вакви малверзации. Повратот на ДДВ важи само за купени македонски производи и IT опрема, а ќе се врши исклучиво преку апликацијата на УЈП Мој ДДВ. Максималниот износ на фискалната сметка треба да изнесува 30.000 денари. Во тој случај најмногу може да се повратат 4.500 денари. Сметките треба да се скенираат најдоцна 3 дена по купувањето, а повратот на данокот ќе се изврши во период од 15 дена. Владата очекува промет од вкупно 170 милиони евра во следните 3 дена, а од буџетот за поврат на данок ќе се потрошат 17 милиони евра. Опозицијата бараше 4 наместо 1 викенд без ДДВ.